Bravo, kako ste? Ministar si je, a je mir, ti si je. Dio, Dio, Hera,
Avem așteptare de Miocchio. Сега го поканим да ни се придружи на сина директора на училището Троянски Тимай Павел Муртаза. Тъдерува Бранеша, индерува министри арсиви на шкейта за Абилатимадеви, индерува завенски министри арсиви за Смиро Листовски, индерува приятели комунас за Казебаба за Петрой Трайковски, индерува приятели комунас за Рачинас Браймайваз, индерува инспектор Штетров, индерува директора на школа Фигурата комунас за Казебаба, индерува Прида, мир се гениална хамне соление да реконструиме на школа Скоро. Faza e parë ishte driti i kulmit, ndërsa faza e dytë është rregullimi i brendisë. Shkolla jonë është ndërtuar në vitin 1965. Prej atëherë e deri sot, ky rikonstruim ishte një ndër investimet më kapitale që u bën në shkollën tonë. Sot kemi një objekt krejtësisht tjetër, ku i plotëson të gjitha standardet për të zhvilluar procesi educativo-arsimor. Promotor duhet të cekë edhe këtu. Kryesor që filluan regjistrimin në shkollën tonë, ju jeni prindër të dashur të Asambleju. Ato me donacionet e tyre rregulluan sqarjelorin e shkollës, që sot e pam të gjithë që është një bukuri e veçantë, ishte motiv pozitiv për mua si drejtor për punë të pandërprer për arritjen e qëllimit, si shkollë e bukur, kushte më të mira për hapësirë me gjetbrim është shkolla jonë, gjë që edhe banorët e Asambleju krenohen për kushtet që fëmijët e tyre të mësojnë në të ardhmen. Ju faleminderit. Poštovani prisutni, poštovan ministar za obrazovanje i nauka, gospodin Abdulaziz Adevi, poštovan zamjenik ministar Smiro Listovski, poštovani gradonačelnik općine Gazivova, naš Toni Trajkovski, poštovan gradonačelnik općine Račinovo, Brajmajvaz, poštovani državni inspektori, poštovani direktori na učilištima općina Gazivova, poštovani roditelji, dobrodošli na svečano otvaranje novog realiziranog objekta našeg učilišta. Първата фаза беше реконструкция на кровът на училището, а втората фаза на днешния отдел на училището. Нашето училище е градено в 1965 година. От тогава до днеска ова реконструкция беше една от капиталните инвестиции от Министерството на образованието, що се реализираше по нашето училище. Днеска имаме сосема един друг обект, където ги изпълнува всички стандарти за реализиране образовниот процес. Главен промотор, што поштапме со реконструкцијата на нашето училиште, беа тие родители на селото Сигевич. Тоа се сите своите донации во средниот училишниот двор, што беше позитивен мотив за мене како директор за консолидирана безпредно постигнување за убаво училиште, подобро услови на училиште, еко училиште и така натаму. Сите граѓани на Сигевич се гордат на тоа што нивните деца во иднина и учат во подобри услови во нашето училище. Ви благодарам. Сега го каним господин Спиро Листовски, за да му връчим благодарница како знак на работа. Тани пепте на ваш ханчителнски партоплануван регионен зоти Спиро Листовски. Почитувани граѓани, навистина ми представува особено задоволство фактот што добивам оваа благодарница, затоа што во изминатиот период и во идниот период, заедно со господинот Аталаки Мадеми, во претходниот со господинот Сафет Тезирин, работевме на подобрување на комплетната училишна инфраструктура во Република Македонија, во сите општини, без разлика на етничката припадност на учениците и наставниците, за нас сите ученици се граѓани и сите ученици и сите граѓани во Република Македонија заслужуваат да имаат најдобри услови за спроведување на наставата.
денешното свечено пуштање во употреба на училиштето до 20 мај е најдобар пример за тоа. Ми представува особено задоволство што во еден дел има придонес за да се доведе во оваа фаза ова училиште и истовремено би сакал да изразам мојата благодарност и до градоначалникот на општина Газибала за целокупната соработка која што имавме досега и ве уверувам како жители на општина Газибала дека ќе продолжиме и понатака како министерство и влада да ги поддржуваме сите проекти кои што се внесуваат на подобрување на училишната инфраструктура. Ви благодарам уште еднаш. Поканувам на седмиот господин Савет Незири. Тендеруван Преснар, синдеруван министр за Пијадеми, почитуван заменик министр Спир Ристовски, почитуван градоначалник Тони Трајковски, почитуван председавач на Советот на општина Газибала, господин Милан Доновски, интервјури пријатели комуна Садашин Збраиме Вози, интервјури пријател Марсив Реколе, интервјуар Синтар, të gjithë pjesëmarrës në këtë të bëjmë madhështore. E kam derë dhe respekti që jam mesin tuaj, ndoshta kam qenë një pjesë e një oqeanit të madh të një kontributit të kësaj natyre për të ndihmuar procesin edukativar-arsimor në pjesën për rikonstruimin dhe rehabilitimin e shkollave fillore dhe të mesme në Republikën e Maqedonisë. Spari i bashkëpunim të tillë në pas me ish-ministrin Pançe Gralet, gjithashtu me ish-ministrin Asikut dhe Shkicës Zoti Spir Ristovski, me një bashkëpunim edhe me drejtorët e shkollave dhe me padim partizani si drejtori i shkollës fillore 25 maj. Qëllimi vetë të ndihmojnë në procesin e rehabilitimit dhe rekonstruimit apo të krijojmë kushtet e vërtetshme për të zhvilluar një proces normal, mësimor që bashkëtarët e Hasan Begut, nxënësit e Hasan Begut, nxënësit edhe të Inçikovës të kenë kushtet e barabajta apo identike me bashkëbashkëtarët e tyre në të territorin e Republikës së Maqedonisë. Meni mi представувам на чешто тука присутен со моите пријатели, меѓу другото, значи и со министерот, поранешниот министер Спир Ристовски, сега заменик, исто така кој што имавме долга и добра соработка и со поранешниот министер Панче Гражет во делот на изготвување на еден план, акционен план, кои училишта би требало да бидат зафатени во делот на реабилитација и реконструкција на основни средни училишта во Република Македонија, со единствена цел за да им овозможиме на сите деца во Република Македонија, а од конкретниот случај значи за децата од основно училиште 25 мај, односно од населеното место Сингивиш, Ченто и населеното место Инчиково, да им овозможиме како нивните наследници од цела Република Македонија да ги имаат исти услови или слични услови за да се одвива настава на подосвитен образовен процес, со единствена цел значи за издигнување на квалитетот на нашите деца и во целина постапитно образовен процес на Република Македонија. Ju falenderoj i благодарам. Важуваме башкјакот на Тони Трајковски, продолжуваме се градоначалникот Тони Трајковски. Добар ден, најнапред поздрав и до мене до вас, почитуван министер, почитуван заменик министер, почитуван советник по Министерството Сафет Незири, почитуван градоначалник на општина Рачиново, почитуван председател на Советот на општина Газибала господин Милан Доновски, почитуван директор, почитувани наставници, почитувани родители. И мене ми е денеска чест што на територија на општина Газибала уште едно училиште доби нов лик, нов сјај и во нови услови, многу подобри услови, учениците ја започнаа новата учебна година. Јас би сакал да се заблагодарам на министерот, сегашниот министер, поранешниот министер, на советникот сега, предходно заменик министер господин Сафет Незири, кој што навистина дадоа голем свој удел во реализација на овој проект. Голем дел од вас знаете како беше училиштето пред да се реконструира, навистина во голема мера се подобрија условите овдека за учење на учениците. Општината во соработка со директорот, во соработка со вработените и ги потенцирам, имаме убав пример на успешна соработка и со родителите, успеавме да направиме и допълнителен ангажман
во замена на електриката, силиците, уредување на просторот и сега да потенцирам дека ова школа покрај самата градка е едно од најубавите уредени школа, училишта со уреден училишен двор. И уште еднаш ќе потенцирам дека со заеднички ангажман гледаме дека можеме да реализираме проекти во насока на подобри услови за учениците. Убав пример каде што и самите родители дадоа свој принос. Општина Гасилова ќе продолжи во следниот период во соработка со Министерството, веќе имаме ние неколку проекти кои што ги договараме во насока да се инвестира во подобрување во останатите училишта. Јас ќе да потенцирам некои од проектите кои што се сега во тек. Значи имаме еден капитален проект изградба на ново училиште во населбата Железара и таму учениците во второто полугодие од оваа учебна година ќе започнат во комплетно ново училиште. Се надевам дека и набрзо ќе го започнеме и проектот кој што ќе биде како успешна соработка на нашата влада со владата на Република Кина, уште едно ново училиште во населбата Хиподром и таму ако успееме и да го реализираме проект, значи навистина големи капитални проекти кои што се реализираат на наша територија. И да не го заборавам, да го потенцирам и училиштето во село Рашта, каде што и таму се направи комплетна реконструкција пред да започне оваа учебна година. Да не ги потенцирам сите училишта, со еден избор сакам да завршам дека пред почетокот на учебната година во секој училиште направиме максимален напор да ги подобриме условите за учење на децата, затоа што тоа нас ни е обврска за секој ученик да обезбедиме поквалитетни услови за учење. Уште еднаш дека сме на почетокот на година, да сакам да посакам успешен почеток и успешни и многу големи успеси да постигне братак во училиште, во едукацијата на децата и во наставата што ја реализираат наставниците. Нека е со среќа. Tani wtedy minister Simisotin na Akolaki Mati i minister obrazovanja Akolaki Mati. Nderuar direktori školos Filorem Stebesmaj. Nderuar svensk minister, nderuar kretari komunas, nderuar sveneziri, nderuar kretari komunas Saračinas, nderuar kretari Šočatnas Asundana Šita na Republika Mađaris, nderuar Masinglanas, Tadaš Kumzanas. Vjen veća sot mogoni pijes promovimit ti objekti të rekonstruar këtu në Hasanbet, që është njëri nga 33 objektet e rekonstruara këtë vit të objekteve të shkollave fillore dhe të mesme në Republikën e Maqedonisë, investim i Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. Gjithashtu, Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka ndërtuar edhe 3 objekte të reja për arsimin fillor dhe të mesme në komunën e Shurgës dhe komunën e Vovinës, kurse në ndërtim e sipër gjithashtu është edhe shkolla e mesme në komunën e Sarajevit. Ky investim që promovohet sot është një shembull i mirë i bashkëpunimit dhe i realizimit të prioriteteve tona të përbashkëta. Bashkëpunimi mirë mes pushtetit qendror, pushtetit lokal, markësive lokale, shkollave dhe prindërve. Ashtu siç edhe theksoi drejtori i shkollës, ky investim është tani po përfundon me fazën e dytë në shumën e përgjithshme prej 25 milion denarësh, sepse faza e parë ishte rekonstruimi i çadres, por gjithashtu më herët ka pasur edhe rregullimin e oborit dhe të murit rrethues, që është një kontribut i përbashkët edhe i shkollës dhe i prindërve. Me këtë, prindërit dhe arsimtarët, por edhe shkolla, të shkon jo vetëm për kontributin e tyre që japin në procesin edukativ arsimor, por edhe në përgjegjësinë shoqërore që kanë si prindë dhe si mësimdhënës. Mua si minister nuk më ngelet asgjë tjetër, vetëm që më uroj një fillim të mbarë të vitit shkollor për 1400 nxënësit e kësaj shkolle, të cilët prej sot do të kenë kushte më të mira për mësim, dhe për rreth 160 nxënësit e klasës së parë që për herë të parë ulën në bankat shkollore.
por gjithashtu dua të kërkoj edhe punë dhe përkushtim më të madh nga arsimtarët në rast të parë nga drejtori, sepse investimi nuk do të thotë që këtu përfundojnë aktivitetet tona. Investimi për ne të gjithë në procesin arsimor është përgjegjësi e re për të ngritur cilësinë në arsimin në Republikën e Maqedonisë dhe veçanërisht në arsimin shqip në Republikën e Maqedonisë, që e kemi obligim për ta ngritur. Prandaj edhe një herë në fund dua t'ju falenderoj edhe për ftesën, t'ju uroj për objektin e ri dhe t'ju uroj një vit të mbarë shkollor dhe të kemi suksese sa më të mëdha. Urim. Poštovani prisutni, drago mi je što su terenska prisutne na promocija, odnosno na otvaranje na objektu koji je celostno rekonstruiran su sredstva na Ministarstvo za obrazovanje i nauka. Terenska se promovira втората фаза от реконструкцията, меѓутоа првата фаза значеше промена на кровот. Вкупната инвестиција е околу 25 милиони денари, меѓутоа во инвестицијата освен Министерството за образование и наука се вклучи и општина Газибала, меѓутоа и родителите и местните заедници. Ова е еден од добрите примери и за одговорните во образовните институции и локалната власт, меѓутоа и за одговорноста на наставниците и родителите, кои на овој начин дават нивен придонес за подобри услови, меѓутоа и подобар квалитет на образованието. Овој објект е еден од 33 објекти кои се реконструирани со буџетски средства ова година. Исто така Министерството градеше до сега 3 нови објекти за основно и средно образование, а исто така продолжуваме и со градбата на објектот за средно училиште во општина Сарај. Другите објекти очекуваме во октомври да бидат и пуштени во употреба. Во ова прилика би сакал да ви се заблагодарам за поканата, меѓутоа исто така би сакал да побарам и повеќе ангажман, особено на наставниците и на директорите, се со цел да имаме подобар квалитет во образованието. Ви благодарам и нека не реагирам. Înțeles de clasă, Stefanie, Ducear, că tot cineva zâmbrit, mic ce cam părcat în turei, ca să spun eu cum am văzut să Suzan. Ucenicii nu pasă trei ele, că ne zamau, ați mare mic ce cam tot ce cam făcut, fua, nu pasă cum s-au venit. Thank you.
Na важливо додати, що ми пам'ятаємо за реконструювання школа, де пас реконструюють. Во продължение би сакал да ви замолам за внимание и да не следне снимките от пред и по-долу. Tamiu foi capongando uma investimento qualquer raça. Però de ca să se coordina aproximat rezultatul exact. Mai era o manifestație pe canal de pe de autorizarea o Thank you.